Претплатените, така е, сајмот на книга од 23 до 29 април во спортскиот центар Борис Трајковски. Утрово ќе зборуваме за стихозбирката, за книгата Координати на болката, која што секој оној кој што е заинтересиран ќе може да ја купи токму овде на сајмот на книгата. Со мене утрово ќе гостува во ова линковско вклучување Александра Спасевска, новинарка и авторка на Координати на болката. Александра, добро утро. Најпрво би сакал да ве прашам, ова е второ издание на ова ваша книга, меѓутоа која беше идејата, како се роди идејата за Координати на болката и колку беше тешко, колку беше предизвик да се напише оваа книга? Најпрво благодарам за одвоеното време за култура во утринската програма. Второто издание на Координати на болката ми е огромна радост, бидејќи ретко кое поетско издание кај нас доживува повеќе од едно издание. Пишувањето на оваа стихозбирка беше еден долг процес и кој поминат од поодамна. Книгата како ракопис ја доби наградата Антев Златник и во моментот не бев подготвена да работам на објавување на книгата, бидејќи се уште беа свежи впечатоците од издавањето на првата книга. Меѓутоа, за кратко време потоа почна со работа издавачката куќа Илика, со која веднаш наидовме на одлично разбирање, тие го препознаа сенсот, го препознаа она што јас сакам да го кажувам преку поезијата и настана една прекрасна соработка и еве доживуваме второ издание на книгата. Така, за да се напише поезија, верувам дека се потребни многу испреплетени чувства. Меѓутоа, што е она што вас конкретно ве инспирираше, дали лични моменти, дали можеби општествени случувања или некои генерацијски јас, кои се оние координати, која е таа болка во книгата? Би рекла се од она што го спомнати. За мене пишувањето поезија е еден вид катализатор. Се што се случува во мене и вон мене, јас го преточувам низ поезијата. Понекогаш напишаното ме изненадува и мене, ги открива на површина некои размислувања, некои чувства за кои не сум знаела дека ги имам, но се почесто и станува одраз на социјалната средина во која живееме, болката и страдањето на луѓето. Мислам дека поетите најчесто се емпати по тоа и нивната поезија ја отсликува и таа и болката и радоста на светот. Така. Веќе реков дека сите читатели ќе можат на сајмот на книгата да си ја купат оваа книга, да ја збогатат домашната библиотека со оваа книга. Меѓутоа, еве вие како автор, иако секој читател веројатно ќе донесе своја порака, која е пораката или што е она што сакате секој кој ќе ја затвори оваа книга да остане со некоја мисла, со некој одек? Да, книгата ќе биде достапна на сајмот на книга оваа година. Исто таму ќе имаме и неколку средби со авторите на Илика во петок и во недела, а во недела исто така ја промовираме едицијата поезија која почна со оваа книга. Во поглед на тоа што очекувам од читателите, моите очекувања остануваат само за мене. Јас само се надевам дека читателите кои читаат и проза и поезија и есеистика да останат љубопитни за светот и се што има тој да понуди, да продолжат да ги бараат своите координати и на болката и на радоста и на спознавањето. Александра, колку е значајно, колку е важно поезијата да биде искрена, дури и кога темите се болни или чувствителни? Поезијата мора да биде искрена. Не верувам во поинаква форма на поезија. Се друго би било или ласкање, умилкување, имитација, и тоа не води до ништо за никого. Поезијата мора да биде искрена од моментот на пишување, па се до секој читател како ќе си ја доживее, само тогаш на вистина продираат најдлабоките мисли и чувства. Дали можеби тоа што оваа книга ќе биде достапна на сајмот, кој што почнува денеска до 29 април, е своевиден доказ дека поезијата и натаму има своја публика и натаму се чита? Поезијата не само што има своја публика, туку има и се поголемо авторско јато. Младите генерации се особено проникливи, со едни поинакви очи го гледаат светот. Јас ги охрабрувам луѓето овој саем да им се посветат на македонските автори, на проза и на поезија, бидејќи тука има многу што да се прочита. Александра, ви благодарам многу на овој разговор и посакувам многу успеси. Ви благодарам и вам.
Со Александра Спасевска, новинарка и авторка на стихозбирката Координати на болката, второ издание, разговаравме за оваа книга, меѓутоа и еве за крај подсетување дека истата секој кој што е заинтересиран ќе може да си ја купи на сајмот на книгата, кој што почнува денеска и ќе трае до 29 април.